Премиерот Христијан Мицкоски во Охрид се обрати на свечен настан по повод 10 годишниот јубилеј на германската компанија Костал, оценувајќи дека станува збор за една од најзначајните странски инвестиции во земјава. Тој истакна дека компанијата представува успешна приказна која значително придонесува за македонската економија и бруто домашниот производ, нагласувајќи дека Костал во изминатата деценија изградила силно присуство во Охрид, а денес вработува повеќе од 1300 луѓе. Премиерот посочи дека приходите на компанијата бележат значителен раст во последните години, а вкупните инвестиции надминуваат 200 милиони евра, што ја позиционира Костал меѓу најголемите германски инвестиции во автомобилската индустрија во земјава. Во своето обраќање Мицкоски порача дека државата останува посветена на поддршката на странските инвеститори и дека целта е на тамошно проширување на инвестициите, нови работни места и повисоки приходи. Тој додаде дека соработката меѓу државата и бизнис секторот треба да се темели на партнерски односи двонасочна улица, со заедничка цел за економски развој и стабилен раст. Заменик министерката за европски прашања Викторија Трајков денеска во собранието се обрати на настан посветен на европската интеграција и актуелните геополитички предизвици, организиран со поддршка на меѓународни партнери и институции. Таа во своето обраќање нагласи дека европската интеграција представува еден од клучните процеси за развојот на државата, кој не се однесува само на политичка цел, туку на длабока институционална и општествена трансформација. Европската интеграција не е само политичка цел, туку процес на суштинска трансформација кој треба да донесе функционални институции, владење на правото и подобар животен стандард за граѓаните, вели Трајков. Посочи дека во услови на нови геополитички околности и засилен фокус на проширувањето на Европската унија, Македонија има реална историска можност да го забрза својот европски пат, но само преку доследно и видливо спроведување на реформите. Во тој контекст потенцираше дека владата на Република Македонија останува целосно посветена на реформската агенда, при што посебен акцент се става на владењето на правото, борбата против корупцијата, реформите во јавната администрација и унапредувањето на економската конкурентност. На настанот учествуваа представници на институциите, дипломатскиот кор, експерти и меѓународни партнери, кои разменија мислења за европската перспектива на регионот и предизвиците во процесот на проширување на Европската унија. Вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски соопшти дека ова лето ќе бидат отворени 5 нови дестинации, оценувајќи дека земјава бележи раст во авиосообраќајот и покрај кризата со која се соочува глобалната авиоиндустрија. Според него, државата останува подготвена за соработка со сите авиокомпании, но нема да прифати услови што би биле на штета на останатите превозници и на државните интереси. Даваме субвенција од 9 евра за секој странски патник на Скопскиот аеродром и 12 евра за Охридскиот. Ако сакаат да учествуваат, вратата е отворена. Но не можеме да прифатиме уцени и барања за повисоки субвенции само за една компанија, истакна Николовски. Тој најави дека Austrian Airlines ќе воспостави директна линија Виена-Охрид. Во јуни ќе започнат и летови од Краков и Вроцлав кон Охрид. Дополнително од Скопскиот аеродром ќе се воведат 2 нови летни дестинации – Палермо на Сицилија и Алгеро на Сардинија. Николовски посочи дека Македонија е единствената земја во регионот што отвора нови авиолинии во период кога светската авиоиндустрија се соочува со сериозни предизвици. Министерот информираше и дека Визер ќе стационира 7-ми авион на Скопскиот аеродром, а компанијата разгледува можност за воспоставување база на Охридскиот аеродром. На покана на генералниот секретар на НАТО Марк Руте, министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски ќе учествува на состанокот на министрите за надворешни работи на земјите членки на НАТО, што ќе се одржи во Хелзинборг, Кралството Шведска од 21 до 22 мај оваа година. Во рамки на состанокот, министрите ќе дискутираат за прашања поврзани со инвестициите во одбраната, состојбите во Украина, развојот на одбранбената индустрија, како и за други актуелни регионални и глобални безбедносни предизвици. Разговорите ќе се одвиваат и во контекст на подготовките за самитот на НАТО во Анкара, што ќе се одржи во јули оваа година, на кој се очекуваат да бидат донесени важни одлуки за еднината на алијансата. Во рамки на посетата на покана на министерката за надворешни работи на Шведска Марија Малмер Стенергард, министерот Муцунски ќе присуствува на прием за министрите во присуство на кралот Карл 16 Густав и кралицата Силвија на Шведска. Предвидено е да оствари повеќе билатерални средби.
Русија изјави дека ќе ја поддржи Куба и покрај обидите на САД да ја заплашат и притиснат со санкции, а Кина се спротивстави на злоупотребата на правни средства по обвинението на поранешниот кубански претседател Раул Кастро во Соединетите Американски држави еден ден претходно. Руското министерство за надворешни работи преку портпаролката Захарова соопшти дека Москва ќе продолжи со активна поддршка за кубанскиот народ. Остро ги осуди како што наведе обидите за притисок преку санкции и мешање во внатрешните работи на суверени држави. Русија порача дека целосно стои зад Куба и ги отфрла како што ги нарече нелегалните еднострани мерки и уцени, оценувајќи дека ваквите политики ја покажуваат нетолеранцијата на САД кон политичка опозиција. Сличен став изнесе и Кина, која истакна дека Пекинг се спротивставува на злоупотребата на правни механизми и на санкции без основа во меѓународното право. Кина порача дека ќе продолжи да го поддржува суверенитетот и достоинството на Куба. Во меѓувреме САД го обвинија Раул Кастро за наводен заговор поврзан со соборувањето на 2 цивилни авиони во 1996 година, кога загинале 4 лица, меѓу кои американски државјани. Кастро во тоа време бил министер за одбрана на Куба. Овој развој доаѓа во период на зголемени тензии меѓу Вашингтон и Хавана, каде покрај повеќе децениското ембарго, САД воведоа и нови економски мерки, вклучително и блокада на испораки на нафта кон островот. Тензиите меѓу Иран и Соединетите Американски држави повторно се интензивираат, при што двете страни разменуваат остри изјави и закани, додека истовремено се водат индиректни дипломатски разговори за можен прекин на огнот. Неименуван ирански воен представник изјави дека Техеран располага со напредно, но се уште нетестирано оружје, предупредувајќи дека земјата овој пат нема да се воздржи во случај на ескалација. Тој нагласи дека Иран е целосно подготвен за евентуален американски напад и дека нема сериозни недостатоци во одбранбените капацитети. Овој пат немаме намера да се воздржуваме, изјави воениот извор, додавајќи дека Техеран развил сопствени современи системи кои се уште не биле употребени на бојното поле. Во исто време преку дипломатски канали се води комуникација меѓу двете земји со посредство на Пакистан. Според ирански меѓународни медиуми, размената на пораки се однесува на текст на предложен договор за прекин на огнот, кој се базира на ирански предлог од 14 точки. Иранското министерство за надворешни работи соопшти дека ја разгледува американската позиција откако таа била доставена преку посредниците, нагласувајќи дека процесот на комуникација продолжува и покрај високите тензии. Од американска страна, заменик шефот на кабинетот на Белата куќа упати остро предупредување, оценувајќи дека Техеран се соочува со избор меѓу прифаќање на американските услови или воена одмазда од невидени размери. Аналитичарите посочуваат дека паралелното водење на дипломатски разговори и засилена реторика укажува на сложена и нестабилна безбедносна ситуација. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува умерен долж поврдарието, засилен ветер од северен правец. Минималната температура ќе биде во интервал од 6 до 14, максималната ќе достигне од 20 до 28 степени. Во Скопје е променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува умерен во делови од котлината, повремено засилен ветер од северен правец. Минималната температура ќе се спушти до 10, а максималната ќе достигне до 26 степени. В петок и во деновите од продолжениот викенд времето ќе биде променливо облачно и нестабилно на повеќе места со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд, грмежи и силен ветер.